Секоја криза раѓа потреба од мајстори. За среќа оваа не е воена, па нема потреба од реставрација на тенкови, туку е општествена, уште и меѓудржавна. Па се прават поправки на други делови, како оние кои припаѓаат на историјата. Природата тогаш предупредува на внимание од можни потреси. И дека Јачината на земјотресот беше со рихтерова магнитуда од 3,5. Земјотресите се должат на активноста на регионалниот Скопско-Кјустендилски расет. може да продолжиме? Сигурни сте? Прашањето на сигурноста никогаш и не било предмет на дискусија. Таа сама по себе се подразбира кога постои непоколеблива, цврста и фактичка убеденост за тоа кој е кој и што е што. Но има неверни кои постојано манифестираат скептицизам и сакаат да стават непотребни црти, дури и таму, каде што тие одамна се одбележани. Ова очигледно ја премина црвената линија која што ја немаме утврдено. За жал ја немаме. Иако само повиканите граничари велат дека е поминато нешто што не е утврдено, сосема е јасно за што станува збор. И никој од тоа не треба да прави фама, бидејќи тоа не трае од сега, туку со децении наназад, па е важно само да се диагностицира и да се трага по адекватна терапија. Ова е вирус. Сите знаат, веќе и малите деца. За вирус не се дава антибиотик. Поентата е дека секој, па и претходниот тип на вируси треба да се избегне, ако може да не се фати. Ама кога ќе се фати, тогаш не бива да се премолчи, туку треба да се каже, зашто не е во ред тој да постои, а да не се знае за неговото екзистирање. Знам дека веројатно во слушалица ви велат да ме прашате. Тоа можам да го приметам. Иској сум новинар, сум... Има, ја следат огромен број гледачи емисијата. Вие сте ве следат и на социјалните мрежи. Ама се ти, не знам да ти јавува некој Софија се. Како не зе и вика да те праша кај имаш престој, да ти јавува некој на звучник. Сте работеле во телевизија, новинар сте, слушалките во служат единствено за комуникација со режијата која ме известува за тоа колку време имаме од емисијата. Сиот тој шум може да стане бука. Таа предизвикува главоболка која рефлектира со општо влошување на состојбата, која се манифестира со најразлични симптоми. Лути ми на очите не се бале станам, течат ми слези од очите. Караме на гуши ми на грлото, секој се бале. И на крајот, има ли спас, орган кој може да се вклучи? Со така наречено Маде и Македонија. Во ситуација кога традиционално секој се обидува да си го чува задникот, веројатно е тешко, ама е храбро да се покаже се што се има на располагање.